Во рамки на акцијата КОСТ, Електротехнички факултет при Универзитетот Гоце Делчев награден и номиниран. Организатор на еднодневната индустријска работилница на тема "Што можат математичарите да направат за вас" беше Штипскиот универзитет. Денес ќе има една серија на популарни предавања, не само од математичари, туку и од колеги кои што работат на индустријски проблеми и пред се инженери, кои што ќе имаат за цел да ја приближат примената на математиката до широките народни маси, до студентите, до обичните граѓани, да сватат дека користењето на математиката веќе представува огромна потреба, а не баук. Беа презентирани целите на акцијата, можностите за добивање на студентите до втори и трет циклус кои се занимаваат со истражување во индустријата, а користат математички апарат. Излагање има и представници од универзитетите, УКИМ, УГД и Институтот за современи композити и работика. Значи, зборуваме за иновативни производи од типот на роботизирани машини кои што се користат во авионска индустрија, во композитна индустрија, значи тековна работи конкретно, значи најконкретно што контрола на движење, сме примениле на за производство на машина која што произведува и веќе ги има произведува делови за сателити кои што моментално се во орбитата. Македонија е една од трите држави во светот која што е развиена оваа AFP-ATL технологија. Значи Микросам е производител на машини со кои што се произведуваат делови за авиони. Значи, моето предавање е баш поврзано со примена на математиката во ајде да кажам во техничките науки, конкретно за една работа што е посебно хит во светот последниве години, да не кажам деценија и пол, така. Значи се работи за математички модел за пресметување на број на слоеви кај наноматеријалот кој што е моментално хит во светот, број 1, графен. Значи јаглеродна структура со едноатомска дебелина, значи сосема транспарентен, високо применлив, со неверојатни својства, подсврст од диамант, со голема флексибилност, со големи сензорски способности и големи спроводнички способности. Ваквите графени веќе имаат примени на тениски ракети, а во блиска иднина се очекува мобилните телефони да се наполнат за 5 секунди, истакна професорката Андоновиќ.